Почитувани гледачи, добар ден. Вторник, време е за нова епизода на емисијата Медицинско катче. Околу 25.000 раѓања на ниво на Македонија е годишниот биланс кој што го имаме во моментов. Оно што кажува статистиката дека последниве неколку години бројот на новороденчиња е драстично намален. Од сите раѓања, околу 250 новороденчиња се очекува да бидат родени со срцева мана. Денеска во нашето интервју гостин Јорданка Маџовска, педијатар од интензивна нега од приватната болница Аџибадем Систина. Тема интензивната нега на бебињата и срцевите мани. Докторка, добар ден. Добар ден, добро ве најдов. Мило ми е што сум дел од вашата емисија. Најавив дел од она кое што ќе биде тема на денешнава емисија на Медицинско катче. Статистиката е фрапантна. Вие сте дел од тимот кој што се грижи за прематурните бебиња, односно за предвреме родените. Кажете ми, која е функцијата на интензивната нега во вашата болница? Така е, бројката е фрапантна, значи ние сме, фактички вродените срцеви мани се појавуваат околу 1% од сите живородени деца. Кажавте, од 25.000 раѓања, значи 250 се очекуваат, така. На светско ниво е скоро 1,5 милион афектирани деца со вродени срцеви мани. И точно, значи, нашиот оддел опфаќа третман на деца со вродени срцеви мани од новороденичкиот период, значи од раѓање па до 18 годишна возраст. И секако тука се и пациентите кои што се предвремено родени со вродена срцева мана. Одделот интензивна нега, освен на пациентите со вродена срцева мана, ги третираат и останатите педијатриски пациенти кои што се во животозагрозувачка состојба, било да се тоа од хирушка или од нехирушка природа. И секако дека за да функционира еден ваков оддел, освен на кадровска опременост, со доктори кои што се специјализирани за ваков третман, потребно е и техничка поддршка. Нашиот оддел, како што кажав, е главно конструиран за пациентите со вродена срцева мана од доктори со кои што работат на одделот се детски кардиохирург, анестезиолози, педијатри интензивисти, кардиолози, педијатри кардиолози, потоа електрофизиолози, перфузионисти, обучен средномедицински кадар кој што особено е битен во целата приказка. И секако, значи, тука е од техничката опременост исто така битна, бидејќи без техничката поддршка не може да се третираат ваквите пациенти и многу често се случува рано да имаат потреба од одржување на дишењето со помош на механичка вентилација. Одделот располага со вентилатори за инвазивна и за неинвазивна вентилација. Многу често пациентите што се со вродена срцева мана имаат отежнато функционирање на бубрезите, па потребно се апарати за хемодиализа. Ретки се случаевите, но сепак се случуваат и да имаат потреба од ЕКМО, од екстракорпорална мембранска оксигенација. Тоа се навистина високо технички поддршки. Потоа одделот располага и со апаратура која што е потребна за дијагностицирање, ехоапарати, бронхоскопи, гасни анализатори. Располагаме со специјализирани пумпи кои што даваат точно одредена количина на лек, на специфични лекови кои што се потребни за одржување на функцијата на срцето, така да се што е потребно за третманот на ваквите состојби го имаме во на нашиот оддел. Исто така, особено битен составен дел е и транспортното возило, бидејќи во поголемиот дел од пациентите што ги имаме се од надвор од нашата болница, секако, а некогаш се случува и надвор од нашата држава, па за да можеме да ги земеме, да реагираме, да ги земеме безбедно овие пациенти, потребно е да имаме возило кое што и го имаме, кое што е опремено со инкубатор, инкубаторот има респиратор и останати додатоци кои што се потребни за безбедно носење на пациентот.
Која е вашата улога како педијатар на интензивна нега? Велите дека вашиот оддел е специјализиран за кардиолошки пациенти, нели? Да. Сепак станува збор за многу мали бебиња, кои што се околу 2 килограми, горе-долу. Која е улогата на педијатарот? Што прави во одделот? Основно е, значи, кога ќе примиме таков пациент, значи дали е предвремено роден или е навреме родено новороденче или пак дете кое што е после првата година за третман, значи потребна е правилна диагностика на овие пациенти. Диагностиката е особено битна, бидејќи нели едноставно ако е срцева мана тогаш полесна е диагностиката, меѓутоа ако е комплексна срцева мана, побарува подготовка на детето, дополнително знаење, подготовка за оперативен третман, меѓутоа овие пациенти што се со вродена срцева мана се раѓаат во голем процент со една срцева инсуфициенција која побарува и како поддршка од наша страна во одржување на дишниот пат, во одржување на срцевата функција, значи многу често побаруваат да се стават на механичка вентилација, како што кажав, да се вклучи срцева терапија и едноставно детето да се донесе во подобра кондиција до операцијата. После оперативниот... Тоа ми беше следното прашање, вие се, вашата улога продолжува и после продолжува нашата улога и постоперативно, значи откако ќе се врати детето до операциона сала, продолжува кај нас понатамошниот третман, тука има фази, нулти ден да се стабилизира пациентот после операција, потоа да се извади од механичка вентилација, да продолжи детето да диша самостојно, да се донесе до состојба за да може да се спои со мајка и да оди дома. Се тоа има фази, меѓутоа... Да, времето е кратко. Времето е кратко, да. Како се детектира срцева мана? Основно е со помош на ехоапарат, значи со ултразвучен преглед, ехокардиографски преглед. Предпоставувам додека мајката е додека е бремена, нели? Точно, може. Значи, најпрви вродените срцеви мани настануваат многу рано во органогенезата. Значи, од 3-та до 8-та гестацијска недела настанува пореметено создавање на срцето. Фактички, некаде околу 3-та, 4-та гестацијска недела настанува создавање на тие срцеви шуплини и на преградите помеѓу коморите и предкоморите, потоа 6-та, 7-та гестацијска недела создавање на крвните садови и после 8-та гестацијска недела веќе срцето добива лик на постнатално срце кое што расте во димензии и тоа трае до 33-та, 34-та гестацијска недела. Ова го потенцирам од 3-та до 8-та гестацијска недела е толку рано во бременоста настанувањето на оваа кардиогенезата, кога мајката може да не знае дека е бремена. И фактички, значи, не може да се превенира, и нема ни начин како би се превенирал во ова пореметено создавање на срценцето. Меѓутоа тоа што може да се направи со помош на фетална ехокардиографија е да се направи преглед на срцето, навремено да се диагностицира срцевата мана и да се направи план за раѓање на тоа бебенце, да може да се прифати баш во центри каде што има интензивна нега за третман на вродени срцеви мани, затоа што сите новороденчиња кои ќе се родат со вродени срцеви мани не побаруваат веднаш оперативен третман, меѓутоа кај 50% од новороденчињата ќе има потреба од веднаш реагирање, поставување на лекови кои што на некој си начин ќе одржуваат фетални комуникации, значи кај вродените срцеви мани кои што се дуктозависни мани, кои што ќе имаат потреба од специфична терапија вклучување, а таа сама специфична терапија побарува и поблиско следење на ваквите пациенти. И секако, значи, кај ваквите пациенти ќе побарува и побрз оперативен третман. Така да и како е битно да се родат ваквите пациенти со комплексни срцеви мани во центри каде што има интензивно лекување за вакви состојби. Значи, ехокардиографијата е една од феталната ехокардиографија е една од услугите кои што ние ја нудиме, во нашата институција феталната ехокардиографија е бесплатна за пациентките кои што се со новороденчиња со вродени срцеви мани.
После раѓањето секако дека исто првиот начин на дијагностика е ехокардиографскиот пристап. Тоа е нешто што е доста безбедно, може многу пати да се повторува, не може да наштети на новороденчето, а дава доста информации за срцето. Доколку се работи за комплексни срцеви мани кои што имаат повеќе од една срцева мана, од повеќе од еден проблем на срценцето, да, тогаш се прави компјутерска томографија, а неретко има потреба и од катетеризација на срце. Значи, тоа се светски протоколи кои што ние ги следиме во нашата болница. Така, бебето останува тука, имате многу успешни приказни кои што се третирани во вашата болница, веќе дечиња кои што бидејќи прославивте 5 годишен јубилеј во вашата болница. До сега се поминати околу 800 пациенти од нашиот оддел, околу 600 се оперирани, од тие, значи, половина и повеќе се новороденчиња кога биле, значи, кога е завршена операцијата, останатите се над прва годишна возраст. Битно е овде да споменаме дека ова е услуга која што ја покрива Фондот за здравство. Да, апсолутно, да. Пациентите кои што се кај нас на оддел се фондовски пациенти, така да плаќаат исто како и да се во другите државни институции според DRG. Така. Кога сме веќе кај успешните приказни, може ли да одвоиме некоја, бидејќи дали сте имале некој случај за кој што сте мислеле дека ќе заврши фатално, меѓутоа сега е веќе дете? Имаме доста приказни и особено сум среќна што имаме блиска соработка со родителите. Секогаш кога ќе ме праша некој за успешна приказна, значи толку има многу, но еве една сега баш како ми го поставивте прашањето ми текна за едно македонско семејство кое што живее надвор од границите на Македонија. Доаѓаат да направат свадба во Македонија, околу 33-та гестацијска недела е мајката и настанува случајно породување. И покрај тоа што се раѓа предвремено родено детенце, се раѓа со вродена срцева мана. Во случајот се работеше за коарктација на аорта, стеснување на големиот крвен сад. Кај нас детенцето се прифати, успешно се оперираше, луѓето се вратија назад во Америка, од Соединетите американски држави живеат, и го гледаме детенцето како успешно си расте. И сме многу среќни на таа приказна. После имаме, исто сега неодамна се случија, доста комплексни срцеви мани на аномално излизиште на коронарната артерија од пулмоналната артерија, тоа знае да биде доста сериозна состојба. Значи, надоцна откриени дечиња кои што успешно се изоперира и кои што се дома и секојдневно гледаме како се подобрува нивната состојба. Ние навистина сме пресреќни на ваквите ситуации. Имате долгогодишно за работење понатамошно секако. Најмалото бебе за кое што било, нели, пациент на вашата клиника. Конзервативен третман, 24-та гестацијска недела со многу низок Апгар скор, тоа беше навистина чудо. Затварање на дуктус, исто, значи веќе девојчето е 6 годишно. Така, колку со колкава килажа и која? Па беше под 1000 грама, некаде околу 780. Навистина беше тоа чудо на медицината. Така, сега е, предпоставувам, девојче кој што е од 5 години веќе подготвува за училиште. Па мислам дека веќе и школско детенце, ако не се лажам. Меѓутоа, повторно ќе кажам, среќата е неизмерна кога ќе се види дека има успешен оперативен приказна, успешно детенцето си расте, се развива. Мислам, тоа за нас е неизмерна среќа. Дали во текот на животот се повторуваат овие срцеви мани, нели зборувам, или операцијата еднаш за секогаш на прематурно бебе останува, или влегува во групата на здрави деца? Без разлика дали е предвремено родено бебето или на време родено, значи колку пати ќе биде оперирано зависи од комплексноста на срцевата мана. Обично комплексните срцеви мани, тие што се, значи,
со сериозни дефекти, например, нели, ако имаме 4 шуплини, кај овие пациенти имаме како една комора срце, каде што немаме проток низ десната половина на срцето или левата половина, се соочуваме со недоволно развиени крвни садови и така натака, значи зборувам за навистина комплексни срцеви мани, тогаш има потреба од 3 стейджинга на 3 оперативни фази. Првата настанува веднаш по раѓањето, втората некаде околу 7-8 месец, третата после 4-та годишна возраст. И на светско ниво истото, значи истиот тренд се врши. Повторно, значи, дали ќе се врши на третиот месец, 6-тиот месец, 8-тиот месец, тоа од голема мера зависи од состојбата на детето, значи каква е клиничката состојба на детето и од ехокардиографскиот наод. Така да редовно се следат сите пациенти и доколку има потреба, повторно се анализира состојбата, се прават катетеризации и безбедно се влегува во сала. Така. За крај на интервјуто, докторка, покрај успешните приказни кои што веќе ги раскажавме, препорака до родителите кои што имаат дете со ваков проблем. Па добро, значи најпрви нели во некое време беше дека нели децата не треба да се подвргнуваат на кардиолошки преглед. Сега мојот совет е дека доколку се најдена состојба да детето слабо напредува, се поти, тешко цица, има чести респираторни инфекти, добро е да се направи кардиолошки преглед. Во голем дел педиатрите се доста обучени кај нас во нашата земја, така да навреме ги испраќаат пациентите за преглед. Што да порачам останато на родителите, дека едноставно треба да бидат оптимисти, дека треба да веруваат во нас. Повторно, нели зависно од комплексноста на срцевата мана, меѓутоа, светските стандарди се пратат во нашата институција и во однос на диагностиката и во однос на третманот. Ние сме доста транспарентни, родителите ги доживуваме како сојузници и апсолутно се што се случува со нивните деца го кажуваме. Навременото односење на детенцето на лекар и така игра огромна улога. Да, игра огромна улога затоа што многу е значајно дали порано ќе се започне третманот кај пациентите или подоцна. Обично, повторно ќе кажам, овие пациентчиња што побаруваат третман во неонаталниот период, тие се детектираат уште во родилиште од страна на педиатрите и причината е или слушнат шум, или помодрување, или лош старт после раѓањето, така да тие се сериозни причини кои што не ни можат да бидат нели не ни можат да го отпуштат дома новороденчето без сериозен преглед. Така да тие новороденчиња кои што ќе се детектираат во родилиштата и ќе се пратат кај нас, веднаш ќе си добијат третман, додека пак останатите деца кои што некако нема да се детектираат во тој новороденчки период, туку ќе отидат дома и баш се тие симптомите кои што ги спомнав, ненапредување, потење, чести респираторни инфекти, тоа би ги охрабрила родителите, значи да знаат дека не е страшно доколку се однесе детето на кардиолог, тоа само може да помогне. Така. Ви благодарам за гостувањето во Слободен печат. Ова беше доктор Јорданка Маџовска, педијатар од интензивна нега од приватната болница Џибадем Систина. Вие, почитувани гледачи, останете со нашата програма, следете го издавањето на нашиот весник и содржините читајте ги на порталот на Слободен печат. Ви благодарам за вниманието.